Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Од утре почнуваат веќе и божичните пости, а ние пак во вечерашнава наша емисија ќе се представиме со рубриката Профил, во кој ќе биде актуелниот председател на црковната општина Света Недела од Иџек Славе Бунтевски. Исто така ќе презентираме Блиц вести, а овој пат место мој коментар на неделата вечерва од Здруженијето Македонски манифест од Македонија, благодарејќи им на соработката со нив, ќе ви се представам со нивни објави. Но на самиот почеток да одиме и со блок на соопштенија. Како што знаете, емисијата на Глас од Македонија можете да ја слушате и на YouTube, ако отворите на The Voice of Macedonia, каде можете да кликнете и на Subscribe. Помогнете ја пак радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува ова радиопрограма. Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Владе Димитриевски ве поканува на заедничко чествување по повод патрониот ден на истоимената црква. Тој ќе биде на 10 декември од 7 часот навечер во големата сала на Свети Климент Охридски. Со богато јадење и пријатни часови, во игра и песна ќе поминете оваа декемвриска ноќ. За влезни карти јавете се на 416 421 7451. Оркестарот на Ице Георгиев и Тасе Стојановски е прочлен на секаде на овие простори. Вистинска веселба да ве заиграат и запеат, исто така и ги разведрат вашите срца. Затоа за семејни слави, крштевки, свадби, родендени, банкети или било какви друштвени веселби, јавете се кај Ице на телефон 647 224 8797. Црковната управа пак на Света Недела од Иџек со председателот Славе Бунтевски ве поканува заедно да ја дочекате новата 2023 година во салата на истоимената црква со почеток во 7 часот навечер. Богатата гозба која за возрастни е $80, а за деца до 12 години $30 со кешбар, како што викаме, и разиграна музика што низ целата вечер ќе биде со вас, со оркестрот на Ице и Веле, а со тоа ќе поминете уште една незаборавена вечер. За влезни карти јавете се на 905 426 5355. Да повторам, 905 426 5355. А сега емисија за дружба и веселба. Sopra
И како што реков, вечерва со рубриката Профил го откриваме ликот на актуелниот председател на црковната општина Света Недела од Еџекс, Славе Бунтески. На 9 километри од градот под кулите Прилеп, во Прилепското поле на 607 метри надморска височина, се наоѓа рамничарското село Големо Коњари. Во близина на ова село е блатото, кое е собиралиште на многу видови птици, каде се наоѓа и местноста Локва, природен резерват составен од 3 бари, а кои се остатоци од некогашното пелагониско блато. Интересно е да се спомне, во тие бари живеат 50 различни видови на организми, од кои 16 се природно ретки видови, а посебно вилинското ракче, кое обстојува само на ова место. Инаку селото Големо Коњари се занимава со земјоделие и тутун. Познато е во историјата со многуте борци, кои беа и комити, се разбира, кои загинаа во Илинденското востание, а исто така и во Втората светска војна борци. Инаку селото Големо Коњари го краси црквата Света Тројца. Многу од ова село се иселени во битолските села, а исто така во Прилеп, Битола, Скопје, како и во некои европски држави, па и преку океанските, меѓу кои и Канада. Oro se vije, mamo, oro se vije, dolu na Megdanot, mamo, vo naše to selo. Momčeni igra
1959 година во селото Големо Конјари се роди Славе Бунтевски, еден од двајцата синови и една ќерка на Павле и Веселинка Бунтевски. Основното училиште го завршува во своето родно село, осмолетка во соседното село Мало Конјари, хемиска школа завршува, а потоа и висша хемиска школа завршува во Прилеп, за да потоа пак се вработи во фирмата Југопромет Скопје, а како шеф на работната единица во Охрид. 1982 година склопува брак со Зора Јовевска од Струга, ќерка на Миле и Драгица Јовевски, каде потоа се збогатуваат со машка рожба, добивајќи го синот Диме.
Меѓутоа и ова фамилија на Славе Бунтевски, како и многу други фамилии, решија да го преминат океанот и да дојдат во Канада во 1993 година. Животот печалбарски и овој брачен пар го осети во нивните души. Но за опстанок, не гледајќи какво образование Славе Бунтевски заврши, тој се определува на најосновното – хигиенско одржување во фирма, каде се вработи од самиот почеток па до денес. Меѓутоа, она што се случуваше во поранешна Југославија, а Славе Бунтевски беше еден од оние кои ги следеа настаните во него, се разгори уште повеќе националното чувство за Македонија. Може би и тоа беше поводот што тој се вклучи да биде во македонската комуна со самото негово доаѓање овде во Канада. Посебно со изградбата на македонскиот црковен храм во Ејџекс, Света недела, каде од 2017 година е актуелен председател, а претходно заменик секретар на таа црковна општина. Но и 10 години Славе Бунтевски беше председател во Прилепското друштво, каде секоја година беше домаќин со неговата управа за време на мандатот негов, дочекувајќи ги гостите со срдечно добре дојде.
Ако треба да зборуваме за Славе Бунтевски, речи си на секој еден му е познат како карактер, кој тоа што треба тој да ти го каже директно во очи, без да му трепне око, зашто кога го зборува, тој е сигурен во тоа што ќе ти го каже, но не е со лоши намери, туку пријателски сака да каже, пријателска критика, а би рекла и совети, како што и самиот допушта доколку греши да го коригираат. Овој наш македонец можеби понекогаш повеќе зборува, но неговото срце е големо, добродушен, што понекогаш и се осеќа како да е претерал со тоа што го кажал, иако е свесен дека не е така, бидејќи многу е емотивен, осетлив, многу е жалоит. Не можеме да прескокнеме, а да не кажеме колку многу Бунтевски допринесе за црквата Света Недела. Успеа со помош на неговата управа и на бизнисмени и индивидуалци да се исплати моргичот на црквата, на дворечната врата да ја замени со нова, а што е она што треба да се пофали овој прилепчанец, не гледајќи на неговиот собствен буџет, оди на банкет и други друштвени веселби слично, не гледајќи се како председател таму, туку целта негова е да најде нови, да речам, муштерии со така наречената лицитација на икони, со кои пари пред завршувањето на неговиот мандат како председател на црковната општина Света Недела од Еџекс, било во кујната, па и во цела црква се што е старо да го замени со ново, зашто со добивање мандат за председател на Света Недела, неговото мото беше да биде вистински председател кој не гледајќи и на неговото изгубено време, наместо да се одмори, тој го користи во размислување и реализирање на она што го замислил. Да помага онолку колку што може, а многу пати е преморен, но сака да го заврши замисленото. Славе Бунтевски во неговите последни неколку месеци од неговиот мандат како председател на црковната општина Света Недела од Еџекс ве поканува и за дочекот пак на новата 2023 година, за да заедно со него и управата уживате со звуците на македонската песна и со чаша вино на здравете за убавини во 2023 година. А јас пак би рекла, нека токму таа 2023 година донесе нов член во нивната фамилија, за да потоа пак се радуваат како и секој ден што посакува и за внучиња. Па исто така аманетот нека помине, но ова што го пожелувам е и желба пак што Славе Бунтевски посакува слога меѓу нас и обединета Македонија. Da
Драги мои македонци, како што слушнавте, приказната за големите лаги на Западот веќе завршуваат, а нашата македонска приказна ќе остане запишана како земја и народ на рајот. Немојте да се обесхрабрувате. Не заклучувајте ги вашите срца, не дозволувајте да направат кошмар, зашто нивниот крај на патот на лагата веќе е дојден, а во таа темна улица за која Западот мисли дека завршува, дзирка би рекла северната звезда, која не води нас до новиот ден. Ден кога новото сонце ќе не огрее, ќе не осветли, ќе не затопли. Сонцето кој припаѓа на таа наша древна Македонија. Па ова објава на Сдруженијето на Македонски манифест да ја заокружам со песната напишана со музика и текст, а отпеана 1 година пред неговата смрт на мојот братучет Ангеле Михајловски Тушкаловски со неговата група.
Сите полека изминуваат и последните минути од вечерашнава емисија. Благодарејќи ви што и овој пат бевте со нас во дружба, повторно ве поканувам да идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM се придружите, каде ќе го дадеме профилот на нашиот сонародник Джим Шарковски. Но пред тоа пак в петок од 8 часот навечер, сите вие кои имате пристап на YouTube, слушајте не ако отворите на The Voice of Macedonia од 8 часот навечер, како и идните петоци, што значи секој петок од 8 часот навечер. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатна седмица.